Затворени 5 приватни научни институти. Скопје го подготвува дочекот на новата година. Вучик и Трамп со оптимизам за мир во Украина. Сондата на НАСА уште активна по блиското приближување до Сонцето. OpenAI интенција за производство на хуманоидни роботи. Египет потрошил $7 милиарди на сушата. Здравиот начин на живот може да го продолжи животниот век. Пушењето влијае на здравието и до 25 години по откажувањето. Министерството за образование и наука затвори 5 приватни научни институти поради сериозни нерегуларности. Според извештаите, некои од институциите не ги исполнувале основните критериуми за работа, додека други користеле недозволени методи, вклучувајќи закани кон вработените во Министерството за образование и наука кои ги проверувале нивните активности. Министерката изјави дека ваквите постапки се недозволиви и дека инспекциите ќе продолжат и во иднина за да се осигура легалноста и етичноста на сите научни организации. Најавени се построги регулативи за спречување слични злоупотреби. Скопје оваа година ќе ја дочека новата година со голема прослава на градскиот плоштад. Објавената програма вклучува настапи на познати музички изведувачи, традиционални новогодишни перформанси и светлосен спектакл на полноќ. Организаторите најавуваат забава за сите возрасти, со специјален акцент на безбедноста. Граѓаните ќе можат да уживаат и во храна од локалните штандови, како и во специјални активности за најмладите. Настанот е бесплатен, а градот веќе започна со поставување на сцената и декорациите, со очекување за голема посетеност. Председателот на Србија, Александар Вучик, изјави дека заедно со поранешниот председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, гледаат реални шанси за постигнување мир во Украина. Според Вучик, решението лежи во интензивен дијалог и поддршка за иницијативи што ќе доведат до прекин на огнот и стабилност во регионот. Трамп пак нагласи дека конфликтот може да биде завршен побрзо од очекуваното доколку двете страни покажат добра волја. Нивните изјави предизвикаа реакции во меѓународната јавност, со дел од аналитичарите кои го поздравуваат пристапот, додека други остануваат скептични за конкретните чекори. Сондата Паркеров, соларен истражувач на НАСА, продолжува успешно да работи по своето најблиско приближување до Сонцето. Научниците соопштија дека инструментите на сондата функционираат совршено, овозможувајќи собирање на уникатни податоци за структурата и динамиката на сончевата корона. Ова рекордно приближување отвора нови перспективи за разбирање на механизмите кои ја движат соларната активност. Тимот на НАСА се надева дека собраните податоци ќе помогнат во подобрување на прогнозите за сончевите бури, кои имаат значително влијание врз земјината технологија и комуникации. OpenAI размислува за започнување на производство на хуманоидни роботи, што може да представува значајна револуција во полето на роботиката и вештачката интелигенција. Според најавите, компанијата работи на развој на роботи кои ќе бидат способни да извршуваат различни задачи со висока прецизност и ефикасност, користејќи напредни алгоритми и сензори. Технологијата, која ќе биде интегрирана во овие роботи, има потенцијал да ги трансформира индустриите како здравство, логистика и услужни дејности. OpenAI исто така се стреми да обезбеди безбедност при користењето на овие роботи, со цел да се минимизираат потенцијалните ризици за луѓето и општеството. Египет изгуби околу $7 милиарди како последица на серијата природни катастрофи, вклучувајќи ги сушите и невремињата. Земјата се соочува со економска криза, која ги погоди земјоделските капацитети, зголемувајќи ги цените на храната и намалувајќи ја продуктивноста во клучни сектори. Иако Египет вложи значителни напори за намалување на влијанието на климатските промени, глобалните проблеми и нестабилноста на пазарот доведоа до сериозни економски загуби. Владата се обидува да најде долгорочни решенија за адаптација на земјата на новите климатски реалности и за заштита на својот економски напредок. Вистина е дека, иако генетиката игра важна улога, здравиот начин на живот може значително да влијае на долговечноста. Истражувањата покажуваат дека неколку едноставни чекори може да помогнат да се подобри здравието и да се продолжи животниот век. Еве некои од најважните совети. Вистина е дека редовното одење може да биде клучно за продолжување на животот. Шетањето секој ден, особено за оние кои не се многу физички активни, значително го подобрува кардиоваскуларното и менталното здравје.
Лекарите препорачуваат 2500 до 4000 чекори дневно за подобра кондиција, додека повеќе од 7000 чекори ја намалуваат смртноста од срцеви болести. Вистина е дека спиењето игра клучна улога за регенерација на телото. Недостатокот на сон може да доведе до сериозни здравствени проблеми, како висок крвен притисок и диабетес. Стручњаците советуваат секојдневно да спиеме најмалку 7 часа, за да го подобриме здравието и да го продолжиме животниот век. Вистина е дека консумирањето помалку преработена и повеќе свежа храна го намалува ризикот од срцеви болести и старење на клеточно ниво. Преработената храна и додадениот шеќер може да имаат негативни последици за здравието, но со намалување на нивната потрошувачка се зголемува шансата за долгорочно добро здравје. Вистина е дека управувањето со стресот е од суштинско значење за долговечноста. Хроничниот стрес има негативни ефекти на срцето и здравието во целина. Примената на техники за релаксација како медитација и јога може да го намали ризикот од кардиоваскуларни проблеми и да го подобри општото здравје. Вистина е дека избегнувањето прекумерен мултитаскинг може да го намали стресот и да го подобри когнитивното здравје. Фокусирањето на една задача, наместо на неколку истовремено, е начин за здраво функционирање на мозокот и телото. Истражувањата покажуваат дека пушењето има долгорочен ефект на здравието и дека ризиците не исчезнуваат веднаш по откажувањето. Повеќе од 25 години по прекинот, поранешните пушачи се уште имаат зголемен ризик од срцеви заболувања и рак. Студијата ги анализирала податоците од милиони луѓе и ги истражувала ефектите на пушењето на долговечноста. Додека отказот од цигари значително го намалува ризикот, тој не го елиминира целосно, што истакнува потребата од јавни здравствени кампањи за подигнување на свеста. Затворени 5 приватни научни институти. Скопје го подготвува дочекот на новата година. Вучик и Трамп со оптимизам за мир во Украина. Сондата на НАСА уште активна по блиското приближување до Сонцето. OpenAI интенција за производство на хуманоидни роботи. Египет потрошил $7 милиарди на сушата. Здравиот начин на живот може да го продолжи животниот век. Пушењето влијае на здравието и до 25 години по откажувањето.